Штип ќе го добие првиот затворен училишен базен. Истиот ќе се гради во основното училиште Димитар Влахов во населбата Сењак. Тој ќе биде составен дел на спортската сала и со топол премин ќе се поврзе со соблекувалните. Социјалистите да се користат и за оваа намена. Изградбата на базенот има за цел да придонесе кон подобар психофизички развој на децата. Поентата на овој проект е да се вметне пливањето во наставниот предмет физичко образование, за да може децата, значи преку пливање, преку водени спортови, да си ја поправат психофизичката состојба. Сведоци сме дека нашите деца во последно време се гојазни, дека се со поголема телесна тежина, дека имаат неправилен физички развој, а примарна цел ни е нели децата да запазиме здравието на децата. Постапката за изградба на базенот веќе е во тек, а парите се обезбедени преку Агенцијата за млади и спорт. Барањето од нив беше да обезбедиме проект за партерно уредување, кој што го обезбедивме и го доставивме до нив. Сега очекуваме да завршат проектирањата и веќе во текот на оваа година да започнеме со изградба на еден мал затворен училишен базен. Го одбравме ово училиште затоа што теренот дозволува таму да се изгради, бидејќи тие бараат да биде веднаш до спортската сала во основното училиште. Иако базенот ќе биде во склоп на училиштето Димитар Влахов, ќе го користат сите ученици на Штип. Во овој спортски објект, значи децата ќе пливаат, ќе во составот на физичко, но не само учениците од Димитар Влахов, тука ќе доаѓаат и ученици од останатите училишта. Општината секој ќе обезбеди превоз за тие дечиња, кои ќе имаат термини за активност, за пливање, и сметам дека со тоа ќе се придонесе, значи децата да имат еден правилен развој во нивниот детски живот. И на планот е базенот да не биде олимпски, туку со помали димензии, со цел тој да биде функционален и лесен за одржување. Ќе се изгради, организацијата останува на раководството на училиштето Димитар Влахов, а финансиското менаџирање на општина Штип.